Изреката «нема втора шанса за прв печаток» не важи за 10-годишниот Кан. На 2 септември тој по втор пат тргна во истото училиште, во исто оделение, но сега со друга наставничка за да го освои светот на знаењето. Искуството од првиот пат за него било травматично. Како дете со аутизам, првата година ја поминал заедно со мајка му в клупа. Втората година останал да учи сам. Светот станал суров за него. Другарчињата кои не ја знаеле неговата состојба, почнале да го имитираат, да му се подсмеваат и да не го прифаќаат. Дојде во толков стрес што не сакаше ни од кревет да излезе од дома. Значи не сакаше да излезе од кревет, така да ние моравме да појдеме во специјално, затоа што немаше друг како адекватен наставник или тогаш немаше воопшто никаква помош. А ми сугерира дека јас не треба да се враќам нели повторно во клупа, да се враќаме наназад. Така да решивме во специјално да отидеме. Таму си ја завршија работата супер. Со новиот закон за основно образование кој стапи на сила на 2 септември предвидена е задолжителна инклузија на децата со попреченост. Новите правила предизвикале загриженост кај неговата мајка Ирена поради неизвестноста околу прашањето како Кан повторно ќе се врати во училиштето од кое заминал несреќен и како ќе се вклопи во истата средина со децата со кои претходно имал конфликти. Под стрес била и новата наставничка поради недоумицата како да му се помогне на дете кој има потреба од помош кога таа не знае ништо за неговата состојба. Единствена обука која ја добила е од специјалниот едукатор и рехабилитатор во нивното училиште. Таа признава дека на почетокот не било лесно. Гасела пожари меѓу децата кои не ги разбирале постапките на Кан. Имав една ситуација кога мајката многу убаво изреагира, кога кажа дома ќе разговарам јас со него и утре ќе ве замолам наставничке дали може да му донесеме подарок. И другиот ден на вистина донесе подарок детето, а со тоа дете најмногу конфликти има. Се гушна, му се извини и му го подари подарокот и после цел ден тоа дете со подарокот на сите им кажуваше дека тоа дете ми подари подарок. Инклузијата е процес на нераскинлив синџир, вели стручниот едукатор и рехабилитатор во училиштето. За да има резултати, мора да има соработка помеѓу Министерството, директорот на училиштето, дефектологот, наставникот и родителот. Се работи за дечиња кои што се сите различни. Дечиња кои што имаат потешкоти во учењето, дечиња кои што имаат пречки во развојот и секое дете е приказна само за себе индивидуа. Така да кога зборуваме за индивидуалната работа е нешто што зависи многу од состојбата на детето, од неговите способности, потенцијали, можности. Врз основа на тоа се организира и се прави еден план годишен, кој што е развоен план, врз основа на кој што ја одредуваме динамиката на работа. Кај Кан, резултатите се веќе очигледни, велат од училиштето. Добро, тука направи квадрат. Одлично, супер. Од Министерството за образование вела дека се свесни од и недостасуваат многу работи, но сметаат дека инклузијата е процес на кој планираат постојано да работат и да ги вклопат сите деца во иста средина. На наставниот кадар задолжително му се потребни повеќе обуки кои ќе им дадат знаење како со овие деца. Родителите во очај сами се едуцираат, бараат начин да си помогнат. Сами плаќаат лични асистенти кои ќе ги придружуваат децата на настава и ќе им помагаат при совладување на материјата. Додека се чека државата, тие се принудени сами да дејствуваат. Тоа дете, например, има потреба да шета некогаш. И сега, на почетокот беше наставничке зашто тој шета, а ние не смееме да станеме од место. И постојано со мотивацијски говори, со објаснувања го постигнав тоа да и тој ме слуша кога го оставам да прошета еден круг 2 и ќе ме послуша да се врати на место. А другите деца ги убедив да кога тој шета, само да застанат со двете раце вака и тој да им подари љубов. Бевме сведоци на тоа споделување љубов. Глетката може да стопи човек.